Успешно спроведување на реформските мерки и на изборите во април идната година ќе донесат и награда од страна Европската Унија за Македонија во однос на евроинтеграциите. Ова на министерот за надворешни работи Никола Поповски му го потврдила високата представничка за надворешна и безбедносна политика Федерика Могерини при нивната денешна средба во Брисел, соопшти министерот. Могерини и македонскиот шеф на дипломатијата разговарале отворено околу европската перспектива на Македонија и за бегалската криза, при што било јасно посочено дека очите на Брисел се насочени кон успешно спроведување на политичкиот диалог и изборите во земјата. Во тој дел нема простор за никакви изговори и тука работите се во наши раце. Од друга страна, доколку тоа биде успешно завршено, во што веруваме дека постојат услови да биде спроведено, нема да има никакви изговори ни на страна на Европската Унија да не биде наградено таквото однесување. Односно, во овој момент сме согласни и ние, и европските партнери, дека сегашниот статус кво е неодржлив. Односно, успех во Македонија со успешно спроведени избори мора да биде награден со пробив на патот кон почеток на преговорите. Во делот на разговорите за мигрантите пак, според македонскиот министер за надворешни работи, тој побарал јасна поддршка и јасна линија за мерките што ги превземаат земјите членки на Европската Унија во однос на ова прашање. Наша страна јасно беше упатена пораката дека било каква помош треба да биде насочена кон спречување на нелегални преминувања, обезбедување на границата и обезбедување на безбеден и хуман третман само на оние бегалци кои имаат основа да станат баратели на азил во Европската Унија. Високата представничка Могерини денеска на министерот Поповски му ја пренесе идентичната порака што ја даде и комесарот Хан откако беше договорен оној политички договор во Пржино. Тоа е дека Европската Унија ќе обезбеди Македонија да ги почне преговорите идната година, доколку земјата ги спроведе успешно изборите и сите клучни итни реформски мерки што ги препорача Европската комисија. Но дали и колку Брисел ќе се држи до ова ветување, посебно што 7 години поред истата оваа Европска комисија доделува препораки за Македонија да ги почне преговорите, тоа останува да се види наредната година. За Сител од Брисел, Бобан Онковиќ.